Значи, темата за денес е 13 годишнината како сум ја сменила исхраната во веганска, тоест во 100% растителна исхрана, со ептен ситни екскурзии од љубопитност да пробам што значи да се проба нешто од животинско потекло и со доста негативни последици. Никогаш повеќе нема разумно не сум внела непотребни отрови во телото. Значи 2019, како го памтам, 2012 го памтам датумот 19 јули, бидејќи мој роден ден на брат ми. И неколку дена претходно добиваме страшна дијагноза за Максим. Докторите го крстат тоа шемкимонодисплазија синдром, што значи синдром, не знам што му е по докторски, и на 19 фактички се лета за Белград. Татко ми, мажот ми и син ми одат во Белград, праќаат таму Ванкувер, лабораторија, генетски, бла бла бла. И се стресуваме, 1-2-3 дена сме истресени од гаќи и во понеделникот, од кога се консолидиравме малку, одлучивме да одиме во Капиштец во Вита Диет клуб кај Цвета Динева. Сега тоа како се случи е после тоа, нели, цела една приказна. Вистинското будење кај мене лично се случи на 1 август 2024, кога јас премина во 100% овоштарец со малку зелени листови, салати и така натаму. Значи ги свалив сите стимуланси до тогаш и се вратив на науката за природна хигиена, што значи да се јаде здраво. Значи, крајната дестинација секогаш е да се вратиме во првобитната состојба на телото. Телото е направено да јаде овошје. Нашите раце се креирани за да се скинат плод од нешто над земја. И сега тука има цела една наука на доктор Арнолд Тейрат за транзиционата диета и многу побитно е освестувањето. Јас, како и 85 до 90% од луѓето, ми требаше многу јак токмак од Господ, не чекеч, токмак да ме удри по глава, за да се разбудам во смисла на тоа што значи да ништо не те боли, што значи да си здрав и што значи да секогаш си расположен, секогаш си полн со енергија, онака како што е телото дизајнирано од Адам и од Ева. Сега не можеме да се вратиме на Адам и Ева состојбата, меѓутоа има и една друга компонента, тоа е духовниот параметар во здравието, кој што за мене е се уште голем баук и тема која што не се осмелувам да ја дискутирам така отворено. Несигурно се осеќам, затоа што не знам многу работи, се уште не знам. Она што го знам е дека се појавуваат настани, луѓе и околности кои што не водат кон освестување, и нашиот момент на освестување беше 2012 на 5 мај, кога комшиското детенце на 9 години почина. И не само што почина, јас веќе бев бремена 3 месец тука со Антонија, имавме 3 годишно детенце дома и мажот ми на инсистирање на неговите родители отиде да го спрема детето за погреб кај луѓето, иако јас вриштев и викав: Никола, чекаме бебе дома, кај си тргна таму со мртво дете. И он не можеш да се отргне од тој притисок, отиде, меѓутоа утре дента не отиде на погребот и како се шетавме по кеј, ми вика: знаеш што, не де Боже никој ако се разболи од некоја тешка болест, прво што ќе направиме, ќе ја смениме исхраната. И си продолживме, и сменивме доста, тоа беше сепак пролет, зголемивме на овошје, на свежа храна, меѓутоа продолживме да јадеме
неготвена храна, туку од најгадните работи. Она што исфрливме е јас лично саламите. Значи, ја бев голем фан на Златиборац, не чајната, туку тоест не куленот, туку чајни имаше некоја со специјални зачини. Дури како девојка ќе се јавев од канцеларија пред крај на работно време, ќе замолев доле у Тинекс да ми исечат на месара тенко 300 грама Златиборац, ќе си го земев и до грчка граница ќе си го изгрицкав буквално како чипс. Значи, тоа некои работи такви страшни отфрливме, малце поднамаливме со белото брашно, со левот. Меѓутоа ништо драстично, некоја промена и не снајде нас дијагнозата после 3 нешто месеци од тој инцидент со детенцето. И навистина, после 3 дена, од кога се изнакажа свашта таму за дијагнозата на Максим, отидовме во Вита Диет клуб кај Цвета Динева и жената во тој момент многу ни помогна, затоа што ни ги кажуваше рецептите за таа транзициона диета, која во тој момент јас не знам дека постои транзициона диета, не ми е јасно дека времето ми е ограничено да транзицирам и да експериментирам и си продолжувам со исхрана која што не води до трајно здравје, нити пак може да коригира толку тешка состојба како што во која што ние сме си го довеле нашиот син. Едно нешто преку друго. Значи, како и да е, за тој август 2012 година, од кога ние исфрливме буквално се од животинско потекло, со тоа што некако на крај на август многу инсистираа докторите дека Максим губи протеини во мокрачата, дандара вандара нешто крвни слики. И ајде тогаш Цеца ни дозволи, као ни препорача, ајде чим се грабнале со тие протеини, нека јаде еднашка во неделата некаква си риба. И бевме во Грција и од рибарите ја носеа ненормално беше скапа, ќе му купам едно мало рибче волкатско и ќе му го сварам на паре, али урелна ќе го подпечеме. И едва ќе му го дадам до пола, он не можеше ни тоа да го изеде. Како и да е, во рок од месец дена, од кога исфрливме се од животинско потегло, Максим јадеше по кофа павлака, со бел леп и паштета аргета, со паторот си ја купуваа со дедо му. И исфрливме сето тоа, бевме на море цел месец, значи он беше бос, се шлапаше, се играше. Он не само што немаше више никакви знаци од болеста во септември, туку и порасна и се извиши многу. И знаците на болеста беа оточење на очињата, нозете му беа отечени од коленца надоле, имаше отоци. И он више толку се промени да ние едноставно се опуштивме и се вративме назад на исхраната и се продолживме со исхраната, но престанавме да го бараме решението за трајно здравје. И тука више забега околностите и влијанието од сите страни, кои што мисли, доктори, медицинари, јас немав право да на глас свекор ми доктор и па уште епидемиолог, таман работа, спомнам да прашам за состојки на вакцините или за сето масакрирање предходно на детето. И тоа ќе биде друга тема, како Максим е роден 2009 година, 11 недели пред време, тоа е на негдека 6,5 месечна возраст, ми е прекината бременоста, по налог на доктор Адамова во тоа време, и е роден 1 кило, со ретинопатија и така натаму, инкубатори, чуда, меѓутоа сето тоа преживеано, понатаму најнормален развој и 17 пати вакциниран за 2 години според програма на РМ. Значи, бебе од 1 кило се вакцинира секој пат со коктел, и тоа прочистени со врски, разврски. 17 отрови му се вбризгани за 2 години. Исхраната, масакрот при пороѓај и околностите во кои што живееше, значи него го чуваа баба и дедо кои што пушеа по 3 кутии цигари на ден. Насекаде во домот. И ги снима знаците, меѓутоа мора да се вратиме од Грција, мора да се комуницира со сите тие медицинари околу нас. И од едно нешто на друго, 2013 го закачија тука нашиве
дијализа, бидејќи очигледно бубрезите не функционира. Една прилика еден роднина, нешто физиотерапевт ли шо беше, ветеринар по струка ми вика, бе, како може бубрезите негови да пропуштаат протеини? Ти си видел ли колкава молекула е она на протеинот? Значи, онако пропушта бубрегот молекул на протеини, ќе пропушта и молекули на витамини, ќе му фалат витамини, ќе му фалат минерали. Значи, има причина зашто тие бубрези баш само протеини изфрлаат. И дур да сватиме ние дека уствари изфрлаат затоа што има вишок протеини во крвта и телото се брани. Но подценувањето медицинско на Божјата креација и машина, телово, си доведе до убедување каде што јас во очајот, бидејќи детето ми паѓа во кома, ми приумира, почнувам да се јавам по цел свет. Значи, прво се јавам во Калифорнија, се јавам во Ванкувер, се јавувам во Монтреал, кај еден руски научник, се тоа педиатри, па после тоа се јавив кај доктор Скот Морли во едно место Пул во Англија, POLE. Значи, тоа се кандидати за Нобелова награда што нешто постигнале во нивната област, но притежно педиатри. И секдека, без исклучок и во Австралија кога се јавив, па и во Кина, и во Индија кога стапевме во контакт со неколку клиники, секдека без исклучок. Првото прашање беше дали е детето вакцинирано. И од тука почна моето копање по темите, меѓутоа многу касно дознав за доктор Сладжана Велков и за сите останати околности кои што денеска после 13 години не се познати. И таа приказна е несрекна и за друга прилика, оно што сакам да кажам е дека неколку години од кога ми почина и двете дечиња, значи Максиме 2016 починат на 13 јули, Антонија почината 2017 на 15 јули, че за година дена. Веќе прашањето не беше што се испогрешивме и што се е погрешно на овој свет, ваков каков што никаков, паднат. Прашањето беше како треба да се живе. Бидејќи ако не знаеш која е крајната дестинација, како ќе знаеш, како ќе воопшто ќе тргнеш, по кој пат тргаш? И како треба да се продолжи да се живее после таква несреќа, после такви јаки два тучника по глава. И тука јас налетувам пред се на доктор Арнолд Терет, кој што проповеда бесслузната исхрана или mucusless diet и понатаму таа транзицира во 100% природна исхрана за човекот е она што сакам да го крстам Тарзан или доктор Морс, доктор Брайан Климент и најинтересно и најпростено од доктор Даглас Грахам, книгата 80-10-10 или 80% јагленови хидрати, 10% протеини, 10% масти. Тоест, Тарзановата диета, која што се, или библискиот начин на исхрана е се зима од едно дрво, сезонско, се најадуваш од тоа дрво, после некој време шеташ понатаму, наоѓаш друго дрво, си продолжуваш да си јадеш и јадеш цело време mono meals. Значи, Тарзан не може да јаде лубеница и ореви, затоа што лубеницата е зрела во јули, а оревите ќе не дојдат тек во октомври. Значи, луѓето мешаат многу и не ги поедноставуваат работите. Тоа е прва работа. И каде што нашиот желудник е збунет, а второ е перењето на мозок. И со нашиот испран мозок ние стигаме до ќорсокаци, кој што има враќање назад. И се прашањето е кој е правиот пат. Најчесто се плашиме, стресно е, кога ќе почнат симптомите на детокс. Симптом на детокс е може да се качи температура, да добиеш пролив, притисокот ден денеска ми се качува, се уште на клеточно ниво има уште многу отрови и така натаму, така натаму. И мислам дека не е логички некој да очекува да телото само се залечи после децении на трупање на отрови. Не може да се очекува да нешто што со години се
се оштетувало, иако знаеш како треба да биде, да се коригира, затоа што тука постои тој духовниот момент, кој што во други прилики ќе биде за дискусија. Така да јас поминав на 100% жива храна, уште пред неколку години, уште во 2019 прв пат пробав, многу ослабев, ми прекина сите тие симптоми на тешко крварење, не размислував више за болки, за проблеми, меѓутоа тука короната, па притисоци ментални, па една селидба моја од Германија се вративме назад, тоест јас се вратив и стресот, сите работи, ќе се случеше повторно да къснам по некое варено компирче и тука више се дува мојот стомак, не може да поднесе тоа, па и леќа и ртена и се тоа неприродни, да кажам, храни за човекот, додека минатата година пресеков на индиски ореви јадев, маслинови масла, сол, многу сакав крумни, клубук, си ставав, мажот ми викаше само колачи не става Милена лук. И така лапач. И лани од 59 кила за 3 месеци 4 дојдов на 49 кила, после тоа имав некоја интервенција во болница и го решив проблемот конечно со миомот и со крварењето и адаптацијата на телото на сите тие тектонски пореметувања се стабилизираше ден денеска. Прво знам и да си ставам сол некогаш во салатата. Вчера си се почастив солени маслинки и мене притисоците ми се изместуваат. Така да сега, веќе година дена, сум на претежно овоштарец, јадам зелени салати зимно време, особено повеќе зелено, и помасни работи јадам зимно време сега, значи и авокадо не ми се јаде, а најинтересно нешто е што првите, па може 3 месеци, јас одев по 6 пати во WC по голема нужда. И се чудев од каде излегуваат сите тие отрови. Зошто? Затоа што телото има 4 излеза. Потењето, една работа, тоа е јасно, мокрачот и дебелото црево, и четвртиот излез е дишење. За недишењето можеме да го забрзаме со вежбање и така натаму, потењето исто со вежбање, со температура, мокрењето со поголема количина на течности, го зголеми вода, внесна вода на 4 литра на ден, и тоа свесно внесување 4 литра на ден. И најинтересното нешто беше што ја не ја сватив загаденоста на моето дебело црево. Колку многу јетрата пред се, отровите ги фрла во дебелото црево, затоа што бубрезите фрлаат во мочниот мејор преку мокрачата, потните жлезди фрлаат низ кожата, плочата низ здивот, издишувањето, а јетрата каде фрла? Нели е лабораторија? Таа е огромен хепар покаво. Тука по целиот тука градник, да кажам, и јетрата. Значи, јетрата, главен издувен вентил, главна канализација е дебелото, тоест тенкото црево, кој што понатаму нели бутка и оде во дебелото црево. Јас ја потценив мојата и многу луѓе се чудат како можеше да излегуваш 6 пати на ден, 6 пати во средно, ке во 3 саат бајле излегувал. И тоа тврда столица. И беше нешто адрскајца да имам 3 месеци. Водата, овошјето не е невиден чистец, се обидов и со 72 часа постна вода и тоа пројде релативно добро, тоа беше со само лежење, значи тука нема мрдање многу, мора да се одмара кога се пости, особено кога не си во топ кондиција. Мојата претпоставка е дека уште една година ќе ми треба на мене, на моето тело, на оваа машина да исчисти тоа што е вишок. Во моментот осеќам дека имам некои 4 кила вишок, околу 50 кила сум, 51 и тоа не ми пречи, си ги носам, меѓутоа, на 1,63 висина, заборавив да кажам, меѓутоа мислам дека 100% природна исхрана е исклучиво само на овошји, кога телото ќе се научи и ќе се навикне, ќе се исчисти самото, само се регулира, се добива една сосема друга димензија. За прашања слободно долу коментари.